Како што веќе знаете, во анкетата 13 величествени оваа година првпат Радио Пела вклучува и 5 млади луѓе од Прилеп, кои го заслужиле медиумското внимание со својата активност и со својата посветеност во она што го работат. Денес наш гостин е Илија Волчевски, актер кој веќе е добро познат не само на прилепската, туку и на македонската публика. Добро ни дојде. Добро ја најдов и фала ви за поканата. И за номинацијата се разбира. Се изненадили кога виде дека си номиниран во 13 величествени? Да, апсолутно. И разбрав малку подоцна, номинациите излегле предходно. Баш бев во Битола гледав представа и се враќам по пат возев и ми звони татко ми вика отвори на Вибер. Викам возам дали е итно, дали да застанам нешто. Вика подзастани малку. И јас и мајка ми бевме в кола, застанувам и гледам, отворам на Вибер и ми вика, врти ми вика надолу, врти до крај. И вртам, се гледам, уствари јас, а најгоре не прочитав што е како така, е уствари така. за ово. И вртам надолу, се видов, јас и после застанав, прегледав се, за да ми стане јасно за што станува збор. Какво е чувство дека во твојот град некој медиум од твојот град всушност на некој начин дал значење на она што го работиш? Да, дефинитивно не значајно, затоа што секогаш велиме дека на домашен терен е најголем притисокот и најтешко е да се оствари успех, затоа што сите мислам се познаваме луѓето од една страна и од друга страна постојано очекуваме некаков напредок. Без разлика од која област и за која лично станува збор, очекуваме некаков напредок, така што секогаш борбата на домашен терен е најтешка. Во секој случај на вистина бев пријатно изненаден, не очекував прво, не знам, и оваа година или претходната не сум очекувал воопшто номинација и мило ми е што сум препознаен од ваша страна и од страна на сограѓаните дека заслужувам медиумско внимание на некој начин за работата што ја работам пред се како актер, како професија и мора да одиме само напред. Нормално да имаме падови и борби, ама добро е што луѓето го препознаваат тоа дека некој се труди постојано да напредува во кариерата. Навистина е така и ние како медиум и како глас на граѓаните сме едноставно тоа што е добро сепак колку и некогаш да ни се чини дека е скриено, гледаме дека сепак се препознава. Што е она што во 2024 кај тебе на кариерен план беше најзначајно? Па најзначајно беше во 2024 ми се случи да бидам повикан од Битолскиот театар како гостин таму во нивна представа, во нивна продукција. И сум бескрајно благодарен за можноста. Тоа беше представата Галеп. Галеп од Чехов, да, во режија на Багријана, таа по потекло е бугарска режисерка која живее во Австралија. И супер бев прифатен од страна на екипата, влегов малку подоцна во целиот процес. Притисокот беше многу голем затоа што ми беше прва соработка со Битолскиот театар, нова екипа, нови колеги, влегов малку подоцна, тие беа почнати од претходно. Тоа беше плюс дополнителен и притисок и мотив истовремено за работа. Плюс во представата ја играм и главната улога. Тоа допринесува уште повеќе за притисокот, но и за мотивацијата од друга страна. Делото ми беше претходно познато, го имавме работено баш драмата Галеп ја работевме од Чехов на факултет. Така што за среќа малку тие анализи ми одеа малку побрзо, тоа беше во моја корист дека сум посветил од претходно внимание на анализите, но исто голема благодарност и до режисерката, до тогашните директори, до актерската екипа, затоа што буквално сите застанаа на моја страна и нормално луѓето што се околу мене приватно. Свесни беа сите за притисокот во тоа што се впуштам, што би рекле во народски, влегуваш во оган, јасно ти е. Тој беше првиот муабет
Кога ми сконтактира Битолски театар, влегуваш во оган, јасно ти е, со две раце, со две нозе, викам, мораш да се бориш. Ама ми беше предизвик од друга страна и прифатив затоа што па и се чувствував доволно спремен и подготвен дека можам да издржам таков притисок, колку било тоа добро и дека понатаму ќе се развива, сум сигурен. А сега колку е добро, тука е публиката за да оцени, да. Тоа беше како момент, да речеме, од 2004 година. За таа година. Те има и во филмот, те има и во некои телевизиски проекти, те има и во театарот и покрај сета таа активност ти си невработен актер. Нема да зборуваме зошто како, но што значи и како ти како актер функционираш, дали тоа ти дава поголема слобода и дали едноставно може актер кој институционално е невработен покрај сите своји успеси да обстои и да едноставно и креативно да се оствари, но и да обезбеди екзистенција. Па, за жал во нашата држава не функционира така работите. Во некои не многу, малку поразвиени држави од нас, хонорарците функционираат многу подобро во споредба со тука. Значи, прво хонорарите се ниски, колку и да се бориме и се трудиме, реално се трудиме да држиме некој стандард, барем поголемиот дел од хонорарците се трудиме. Сепак, од една страна, нити креативно, нити финансиски е доволно. Финансиски во никој случај не е доволно со се што се случува, инфлација и сите тие работи околу нас, и кризи, и светски, воени и секакви. Од друга страна и креативно, затоа што некогаш приватните проекти нема доволно слух и не сме доволно моќни и да некој проект по желба приватен да го сработиме, не сме доволно моќни и после тоа да се одржи во живот, да има долг живот. Краткорочни се, ако е представа, изведба 2, 3, 5, нека би имала, што е ништо реално. И затоа некогаш сме спречувани и финансиски, ама ајде, материјално да го тргам секогаш настрани, иако некако дојде важно во денешно време, ама пред се и креативно, затоа што некогаш ни се затвораат вратите, можностите, па дури во институциите се затвораат вратите, затоа што идеите што сакаме да ги спроведиме во некоја представа, што е со одобрен буџет од државата и така натаму, пак мислам дека не е доволно, некогаш и до нас, до самите креативци, да речам, на проектот, од недоволната или недоволно развиената, мислам, недоволната идеја како би требало да се развие, недоволната потреба, можеби, не знам што е, од една страна, од друга страна некогаш и недоволните средства. Некоја идеја што имам, можеби ми треба повеќе буџет за да реализирам. И тука наидуваме на некакви пречки, но ние општо и мислам и хонорарците главно, и луѓето, и македонците општо, и балканците сме познати по тоа за да се бориме. Никогаш не ни била лесна историјата, така што продолжуваме со борба. За мене твојата величественост е во енергијата која без разлика на околностите ја даваш, значи дури и во секојдневната комуникација, но и во она што го работиш, таа енергија и тој темперамент, значи покрај околностите едноставно љубовта кон она што го работиш е поголема и некако застанува над се и веројатно тоа е она што публиката и сите ние го препознаваме. Па во тој контекст, што е она што сакаш да го одиграш, што е она што за тебе прво како за актер е улога од соништата? Без разлика дали во филмот, мислам во театарот пред се. Да, па ова е супер прашање, ми е голем број од актерите, од колегите, не само од Македонија, општо од светот некаде, имаат некаква улога, не знам, да си одигра Иванов или некоја таква голем улога од некој голем автор, некој голем текст, да, или Шекспир или некој античка драма. Реално немам некоја амбиција да се стремам конкретно кон некоја улога. Се разбира дека тие што се општо прифатени како познати и тешки улоги, се разбира дека секој од нас сака да ги одигра, но не се стремам кон некоја конкретно таква улога. Би сакал само, досега би сакал и понатаму да ми е разновидна кариерата, да можам да одиграм секакви улоги, мали и големи,
и да имаме можност да се истражуваме, различни улоги, да влегуваме од едно во друго, затоа што по некое време ако ние самите влегуваме во некаков шаблон, влегуваме во шаблон на актерскиот начин на изразување, како се изразуваме. И секогаш е добро да го кршиме шаблонот. Треба да имаме можности, ама најмногу е до самите нас. И затоа се потребни разновидни улоги и добра екипа со која би работел за да може да ти дозвола да ти дадат пат. И да се изгради на тој начин актерот. Што е она во 2025-та? Има ли некоја најава за проекти што Илија ќе ги работи? Па има некоја најава. Мислам дека се уште премногу рано да се открива, има најава и на театарско поле, и на филмско поле. Во многу првични преговори сме, да речеме, имаме многу малку сознание за тоа што не чека, но се сериозни проекти и од страна на театар и од страна на филм, каде што треба би требало да се сработат, односно представи со големи режисерски имиња и од театарот и од филмот. И се очекува 2025-та, мислам се Господ напред, да биде добра, плодна година кога станува збор за кариерата, да речем, за театарската или за филмската. Ти посакувам прво добро здравје, а потоа да оствариш сето она што ќе дојде во 2025-та. Сосема за крај, за кого го даде твојот глас во анкетата 13 величествени? Доколку гласаш? Немам ништо гласано. Добро. Уште немам гласано се. Имаш време до 10 февруари. Се тргнав од тие работи, не знам зашто. Може би гласал, мислам, реално сите што се предложени се навистина луѓе или фирми кои навистина многу направиле и секој заслужува внимание и глас на некој начин. Премногу според мене, мислам дека некако неблагодарно, навистина мислам дека секој го заслужува гласот. Имам неколку што ми се фаворити, но се уште се немам одлучено на глас. Ќе видиме. Ти благодариме, ти посакуваме среќа и да се гледаме за нови проекти и да ги славиме се на ново и убаво што ќе доаѓа. Фала ви за вниманието и за поканата.